Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов местел милионски тендери за личен профит, обвинува ВМРО-ДПМН. Аферата Профитер која ја обелодени опозицијата, велат ке покажала како скопскиот татко за само 4 години се збогатил за близу 500.000 евра преку монтирани тендери за градежни активности. Во 2018 година за тендер, изградба, одржување и реконструкција на велопатека со процената вредност од град Скопје на цели 27.800.000 се пријавиле 11 учесници градежни фирми. При тој тендер во 2018 година дури 42 пати е намалувана цената преку електронско наддавање и тоа довело овој тендер да биде платен 1,5 милион. Но се потоа 2019-та, 2020-та, па и оваа 2021 година, кога економијата почнува и запаѓа да тоне, тендерите на град Скопје за чудо, милионски мрсни тендери, наеднаш не се интересни за наддавање и за чудо, цените на договорите стануваат идентични на проценетата првична вредност од град Скопје. Од ВМРО-ДПМН прашуваат како е можно на јавните огласи за атрактивни проекти кои чинат милиони евра да аплицираат едва една до две градежни компании и при тоа да ја нудат онаа цена која ја проектирал и градот Скопје. Алармираат за можно диригирање на фирмите, дали воопшто смеат да излезат на слободниот пазар и дали смеат да се борат да обезбедат работа за своите вработени. Скандалот Профитер ке покаже јасни индиции за местени тендери, заради што штета трпи буџетот на град Скопје, трпи штета државата, трпат граѓаните, а некој дебело профитира. Профитер ке даде јасни насоки за работа на јавното обвинителство. И на крај, Профитер можеби ќе ја даде најјасната слика како градоначалник на Скопје со административна плата зголемува луксус и свој имот за речиси половина милион евра. Од СДСМ пак преку соопштение велат дека ВМРО-ДПМН се обидува да врши притисок врз обвинителството. Велат оти опозицијата поради стравот од поразот на локалните избори, пласиране целосни и фабрикувани документи против Шилегов.